Почитувани представници на медиумите, добре дојдовте на пресконференцијата на председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев и помошникот државен секретар за европски прашања на Стейт Департментот Вес Мичел. Прв ќе ви се обрати премиерот Заев. Премиере, повелете. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, денес му посакав топло добре дојде на господинот Мичел, кој е за прв пат во Република Македонија во својство на помошник државен секретар на Американскиот Стейт Департмент. Ја пренесов мојата лична и благодарноста од името на владата на Република Македонија кон Соединетите Американски држави, кој како наш стратешки сојузник секогаш ја поддржуваа нашата држава од нејзиното осамостојување до денес. Нагласив дека Република Македонија останува и понатаму посветена во градењето партнерство со Соединетите Американски држави, врз основа на споделувањето на заедничките вредности како што се демократијата, владење на правото, пазарната економија и кохезијата на различностите на македонското општество, но и во однос на регионалната соработка на безбедносен и на секој друг план. Во таа смисла го информирав господинот Мичел дека ние, земјите од Западен Балкан, направивме исчекор да надминеме застарени стереотипи и политики и да влеземе во нови односи од интерес за граѓаните и во име на едината на регионот. Во објавената стратегија за проширување на Европската унија со земјите од Западен Балкан се истакнува дека Република Македонија направи значителен напредок на својот европски пат. Затоа ние очекуваме во април Европската комисија да даде чиста препорака за почеток на преговори заедно со нивниот извештај за Република Македонија, а Советот на Европската унија до јуни да донесе одлука за отпочнување на преговорите. Временски и стратешки ова се совпаѓа и со нашата друга главна цел – Република Македонија како 30-та земја членка на НАТО. Отворената покана за нашата земја да ја затвориме со полноправно членство во Алијансата на самитот на НАТО во јули. Во оваа насока, со помошникот државен секретар Мичел, разговаравме и за најновите моменти од разговорите со Грција за проблемот што нашиот сосед го има со нашето уставно име. Го изразив моето лично уверување дека отпочнуваме финалната фаза која на крајот ќе донесе достоинствено решение на оваа прашање. Останува важно и понатаму да се одржува и гради довербата помеѓу двете страни. Сите наши досегашни постигнувања се заеднички успех на целата држава, на сите институции, на сите политички партии, на сите заедници и на сите граѓани на Македонија. Ние покажавме јасно подготвеност за вистински диалог. Реформите мора да продолжат бидејќи нивната успешност го отвара патот до безбедна и економски просперитет на Република Македонија како едно општество за сите нејзини граѓани. Ги потврдувам нашиот ентузијазам и посветеност кон овие цели. Благодарам. Благодарам, господине премиер. Би сакал да изразам мојата благодарност до премиерот Заев за гостолюбивоста. Ова е моја прва посета на Балканот во ова моја нова функција, во ова моје ново својство. Разговаравме за односите на Македонија со Грција, зборувавме за регионалната безбедна состојба, за јакнење на односите на Република Македонија со соседите и зборувавме за патот на Македонија кон НАТО и ЕУ. Во состаноците што ги имав денес и повторно ќе го кажам ова денес тука, дека ја повторив поддршката на САД за вашата земја и за регионот и ја изразив нашата благодарност за придонесот на Македонија кон мисиите на НАТО во Авганистан и на други места. Имаме примери за наши блиски односи и знам колку американската војска ги цени нејзините македонски партнери. Повторно изразив поддршката на Америка за членување на Македонија во ЕУ и НАТО. Што се однесува до прашањето за името, го поддржуваме напорите на двете земји за изнаоѓање на решение.
се отвараат нови можности за решавање. Важно е да се искористат тие можности. Јасно сакам да кажам дека САД го поддржува овој процес. Исто така сакам јасно да истакнам дека вратата за влез во НАТО станува отворена и САД останува и понатаму посветен на поканата која што беше упатена во 2008 година. Ние заедно со премиерот Заев, со неговиот тим, ќе работиме на тоа во следните денови. Ви благодарам. Многу сум задоволен од односите што САД ги развиваат со Македонија. Повелете за... Имам прашање и за премиерот Заев и за господинот Мичел. До господинот Мичел, која е конкретната порака која пренесовте до македонскиот премиер и владата со оглед дека се наближува самитот на НАТО во јуни околу спорот за името и кој е вашиот став околу барањето на Грција за промена на уставот? Може веднаш прашањето премиерот Зарев или да очекаме одговор? Може. Премиера, Грција подготува спогодбата. Дали е таа во рамките на преговорите кои се водат под медиаторство на Нимиц и колку ќе влијае врз самиот процес на преговори со оглед дека завлегува во идентитетските прашања и бара промена на уставот? Благодарам. Well, thank you for that question. Ви благодарам за прашањето. Пораката која што упатив овде е тоа дека САД ги поддржуваат Македонија и Грција во нивните напори да најдат заедничко решение за ова прашање. Единственото решение ќе биде заедничкото решение. Мислам дека Македонија презеде големи чекори напред во ангажирањето во преговори со низините грчки соговорници и ова мислам дека е одлична можност за доаѓање до решение. Што се однесува до НАТО и самитот на НАТО, гледаме дека тоа доаѓа набрзо, но поканата за членство не е поврзана со точен датум или настан, но мислам дека можеме да направиме се што можеме за да го одбележиме напредокот и заложбите на САД кон Македонија за да стане членка и на НАТО и на ЕУ. Ова е наша заложба веќе долги години и не е врзана со точен датум или настан. Знаете дека процесот е под раководство на Обединетите нации. Медиаторот Метио Нимиц е личноста која што навистина е еден од најупатените во суштината на овој проблем. И тука се најважните документи. Можна спогодба, меѓународен договор и слично. Договорот заедно со двете страни, кои што и помеѓу мене и премиерот Ципрас, но и помеѓу министрот Коцијаш и Димитров, е дека секој документ кој што ќе дојде од било која страна, а би бил од помош на конечно решевање, е вреден за разгледување. Ако е од помош, сето тоа што е од помош ќе го искористиме да помогне во процесот, ако не е важно е тоа што доаѓа од медиаторот, заради тоа што и двете страни сме согласни дека процесот мора да продолжи под раководство на Обединетите нации, заради тоа што и на двете страни така и ни треба. Тој да биде верификуван во Обединетите нации преку резолуциите и гласењето во Обединетите нации. Моето прашање исто така е поврзано со првото прашање, но е малку поспецифично и поконкретно. Би сакал да го запрашам господинот Мичел дали американската дипломатија ќе биде вклучена во процесот на преговори доколку тој продолжи. Дали таа на било каков начин ќе се вклучи во процесот и дали можеме да се надеваме за ваша директна помош во справувањето со овој процес. И едно прашање. Well, thank you for the question. Let me say. Ви благодарам за прашањето. Можем да ви кажем дека Соединетите американски држави се ангажирани и ќе продолжат да бидат ангажирани во процесот. Мислам дека научивме од минатите искуства и треба да го нагласиме дека тајмингот и природата на нашата улога мора да одговара со нашите интереси. И ние се бориме за сите начела кои што се наши заеднички начела како на Балканот, така и пошироко. САД е посветена на овој процес, јас самиот сум посветен на овој процес
во исто време препознаваме дека единственото решение е решението кое што двете земји самите ќе го постигнат меѓу себе. Ги препознаваме чекорите кои што и Македонија и Грција ги прават. Ние сакаме да дадеме поддршка, но сакаме да дадеме поддршка на единствен начин. Ова не е наша одлука, ова е одлука за вас и за Грција, но можем да ве уверам дека ќе бидеме вклучени во процесот со наш ангажман. Прашањето 25 години, тоа е течно, тешко, чувствително, мачно, како прашање, и кога ви е тешко, мачно, чувствително, убаво е да ви повикате пријателите. Тоа е така и во животот. Секој пријател на Македонија кој што ќе помогне, вклучително и Грција, заради тоа што и Грција е пријател на Македонија, е од помош, а посебно стратешки пријатели како што се Соединетите Американски држави. Ние со Бугарија го решивме билатерално прашањето и продолжуваме билатерално. Дај Боже да треба на нашите стратешки партнери да им соопштиме дека е најдено решение, прифатливо за двете страни, со зачувување на достоинството и идентитетот на двете страни. Јас тоа го очекувам, но секако ако биде потребна помош, јас очекувам од пријателите помош на принципелен начин. Да ги охрабри двете страни, да се изнајде решението, за да конечно и граѓаните на двете земји го дочекат и бенефитот или придобивките од ваквото решение. Ви благодарам уште еднаш на сите.